Ние не сме против плаќање данок и не бегаме од законите, но сме против ретроактивна, селективна и неправична примена на закон кој оди на штета на многу семејства, порачаа кумановци кои што работеле во ризични подрачја во Ирак и Авганистан од денешниот втор мирен протест што се одржа пред зградата на Управата за јавни приходи. Незадоволни од одлуката за ретроактивно оданочување на приходи остварени од странство од 2020 до 2025 година, граѓаните денеска ја блокираа крстосницата на улиците Моша Пијаде и Волола Рибари, плоштадот Маршал Тито и повторно јавно ги упатија барањата до институциите. Доколку институциите и понатаму молчат, ние ќе продолжиме со поголеми протести во другите градови, порачаа застегнатите кумановци. Најавија и поднесување петиции и дописи до Народниот правобранител, како и до меѓународни амбасади со цел проблемот да добие институционална и меѓународна видливост. Ова е втор пат јавно излегуваме и укажуваме на ист проблем. Наместо подароци за новогодишни и божитни празници, ние добивме даночни решенија со ретроактивен данок кој предизвикува сериозна финансиска несигурност, страв и разочарување кај многу семејства. Институциите се целосно запознаени со нашиот случај, но до ден денес немаме ниту еден конкретен, писмен или правно заснован одговор. Добивме само празни ветувања додека притисокот врз граѓаните продолжува. Во меѓувреме и понатаму пристигнуваат даночните решенија за 2020 година со кратки рокови и камати, а според најавите ќе започнат и решенија за 2021 па се до 2025. Ова значи проблемот не се решава туку продолжува. Уште еднаш сакаме јасно да кажеме, ние не сме против плаќање данок и не бегаме од законите, но сме против ретроактивна, селективна и неправична примена на закон кој оди на штета на многу семејства. Иако граѓаните доставиле докази за долгорочен престој надвор од државата, тие не се земаат во предвид. Им се бара формална објава, иако тоа не е законски критериум. Институциите признаваат дека немаат целосни податоци за влез и излез од државата, особено за 2020 година. Се поставува суштинско прашање. Како граѓаните да докажат нешто што самите институции не го евидентирале? Дополнително од луѓето кои работеле во воени конфликтни зони, како Ирак, Авганистан, Африка, се бараат документи објективно, но не можат да обезбедат бидејќи компаниите не постојат или не функционираат. А документите што ги добиваме за платен данок од нашите фирми се одбиваат. Нашите заработки не се криени. Тие се донесени во државата преку легални банкарски трансакции. Работевме во екстремни и опасни услови, со сериозни последици по нашето здравје, а денес сме третирани како да сме сториле нешто незаконско. Затоа повторно сме тука мирно и јасно, со јасни барања. Правично и индивидуално утврдување на даночна резидентност поред фактички престој повеќе од 183 дена надвор од државата и достапни докази, како што се пасош, печати и потврди од работодавачи. Признавање на доказите за работа и престој без условување со формална одјава. Ревизија на веќе донесени решенија и привремено запирање на присилна наплата. Усогласување и предвидлива пракса на институциите. Јасни насоки за даночен третман за граѓаните ангажирани во меѓународни мисии. Нашата порака денес е јасна. Не бегаме од даноци. Фактички престој е законски критериум. Проблемот не е само 2020. Проблемот се проширува до 2025. Доколку институциите и понатаму молчат, ние ќе продолжиме со поголеми протести, ќе се обединиме уште повеќе, не има ни цела Македонија и ќе продолжиме не само во Куманово, туку и во другите градови. Ова не е закана, ова е последица на институционалното молчење. Бараме конкретни одговори, бараме правна сигурност
Бараме држава што ќе застане зад нивните граѓани. Има дел од тетово што се дојдени, од армијата се тука, сега кој колку можел толку излегол, нели? Када планираме, затоа ја собираме поголема петиција, да сме поголеми и ќе пратиме допис до Американската амбасада, ќе пратиме допис до Народниот правобранител, ќе пратиме секаде каде што можеме. Официјално не сме оствариле средба до сега. Очекуваме официјално да не повикат, да ги повикаме и вас медиумите да го докажете тоа, да ја докажете таа средба наша. Добивте решение за дека морате да платите данок и колку? Само што го чекам да ми пристигне. Се уште немам, али веројатно ќе дојде. Кој ден или кој минут. Во системот го има, Да, така во ние кажеме. системот ме има, сигурно. Бидејќи не можат да постигнат. Па, веројатно не може да ме пронајдат сега, затоа што јас сега сум моментално во Скопје, а адресата ми е во Куманово се уште. И затоа, веројатно треба да ми го врачат на рака. Па, ќе дојде свакако. Требало кога 2020 сум добила плата, тогаш сум требала да ги дадам овие долари, а не сега. Сега јас немам од каде да ги најдам. Ние сме веќе тука од 2021. Од после им текна, каде го има тоа? Што е ова? Африка? Афганистан? Па таквите закони ги има само во Афганистан. Не тера да извадите доказ од Афганистан, од Ирак. Од кого да бараме ние во Афганистан? Прво ни треба визи да одиме во Афганистан. А каде во Афганистан? Па таму нема ни влада, ни ништо. Па можам да кажам дека е слична ситуацијата како кај нас. Ние тука немаме влада. Која е влада тука? Управата за јавни приходи информира дека нема двојно одданочување на доходите остварени во странство и дека граѓаните кои плателе данок надвор од земјата и понатаму може да доставуваат валидни докази, пошто ќе следи корекција на даночните обврски. Ова на денешната пресконференција го соопштила директорката на Управата за јавни приходи Елена Петрова по реакциите на граѓани кои тврдат дека за истиот доход се одданочени и во странство и во Македонија, објави Мета МК. Не може да има двојно одданочување, бидејќи и Законот за персонален данок на доход и меѓународните договори со земјите со кои имаме склучено договори обезбедуваат механизми за спречување на двојното одданочување. Во исто време тие спречуваат и двојно ослободување, односно данокот да не биде платен во ниту една земја, изјави Петрова. Таа појасни дека Управата за јавни приходи постапувала согласно законските рокови и дека даночните решенија за 2020 година морале да бидат донесени најдоцна до 31 декември 2025 година, односно во рок од 5 години по истекот на годината во која е остварен доходот. Екипи на јавното предпријатие Чистота и зеленило и денеска работат на целосно гасење на пожарот на депонијата Краста кој испумнал вчера. Преземени се активности за нејзино гасење во делот на механизација и ангажирани се екипи задолжени за гасење на пожарот. Пожарите на депониите се специфични, мора да се затрупуваат со земја и песок. Вчера беа вклучени и противпожарни екипи. Денеска работат екипи на предпријатието, изјави директорот на јавното предпријатие Чистота и зеленило Сашо Томиќ. Полициски службеници од секторот за внатрешни работи Куманово вчера вечер лишиле од слобода 38 годишен кумановец, постапувајќи по претходна пријава дека во угостителски објект на улицата Бранко Богдански Гуцман во Куманово се заканувал на сограѓанин. По целосно документирање на случајот против пријавениот ке следува соодветна пријава, соопшти полицијата. Ноќеска, 1 час по полноќ, полициски службеници од секторот за внатрешни работи Куманово привеле жител на село Долно Којнаре, затоа што во угостителски објект на улицата Бранко Богдански Гуцман агресивно се однесувал кон полициски службеници кои извршувале службени дејствија. Тој бил приведен во полициска станица и по целосно документирање на случајот против него ке следува соодветен поднесок. Секторот за внатрешни работи Куманово соопшти дека врз основа на претходно изготвен план во периодот од полноќ до 2 часот на 4 јануари годинава полициски службеници извршиле контрола на 9 казина на подрачјето на Куманово. При тоа извршено е легитимирање на 166 лица и преглед на 73 лица, при што било затекнато едно малолетно лице и биле лишени од слобода 4 лица, од кои 2 за утврдување на идентитет и 2 поради основи на сомнение дека се можни сторители на кривично дело.
Општина Куманово објави јавна покана за поднесување на даночна пријава за утврдување на данок на имот за 2026 година и поднесување на пријава за утврдување на комунална такса за фирма на деловна просторија, односно фирмарина за 2026 година. Даночна пријава за утврдување на данок на имот за 2026 година поднесува даночен обврзник и тоа за имотот што го стекнал или почнал да го користи во текот на 2025, а за кој нема поднесено даночна пријава. Имотот кај кој настанала промена во сопственоста, имотот кај кој настанала промена во вредноста, сите даночни обврзници кои поседуваат имот што се оданочува, а кои во периодот од 1994 до 2025 година не поднеле даночна пријава за утврдување на данок на имот. Пријавата за утврдување на комунална такса за фирма на деловна просторија, односно фирмарина, поднесуваат таксените обврзници и тоа за регистрирана фирма на деловна просторија, односно деловна единица за обавување на соодветна дејност, кои досега немаат поднесено пријава до надлежниот орган за утврдување на обврската по основ на комунална такса, и таксените обврзници кои имаат поднесено пријава за утврдување на обврската по основ на комунална такса за фирма на деловна просторија, односно деловна единица, кај кои во досегашниот период постојат промени. Сдруженијето Бадникови поворки информира дека и оваа година на 6 јануари ќе се одржат Бадниковите поворки како најголема народно-културна и духовна манифестација во земјава, посветена, како што велат, на радосното и достоинствено најавување на Христовото рождество Божиќ. Годинава Бадниковите поворки ќе се одржат во рекордни 80 градови и населени места низ Македонија. Во Куманово со Божиќната пештера во рацете и со празнична песна, група дечиња пеејќи ја каландата Вечниот Бог, утре во 10 часот ќе тргнат од Соколанскиот парк, движејќи се по булеварот Трета македонска ударна бригада, улицата Гоце Делчев, кон градскиот плоштад каде што е поставена Божиќната пештера. Предвидена е културно-уметничка програма во трајање од половина час пред пештерата, пошто во занаетчиски дом секое детенце ќе биде дарувано со пакетче, информира Ружица Денковска од Сдруженијето Бадникови поворки. Сдруженијето на граѓани коледари по повод Божиќните празници секоја година организира народен собир во Куманово со цел да се одржат традиционалните обичаи на нашиот народ. Според најавата од чуварите на традицијата, собирот ќе започне во 10 часот во Касапски круг, во 11 часот се продолжува во црквата Свети Никола, а точно напладне програмата продолжува на градскиот плоштад, каде што ќе се делат осветени бадникови гранчиња, чај, овошје и грејана ракија, а ќе се игра и оро. И местната заедница Панче Пешев утре организира прослава на Бадник кај локалитетот Водовод Нико Ореов Лат. Предвидено е делење на лепчиња со паричка, богослужба од страна на свештени лица од црквата Свети Никола, празнична трпеза и музика. Министерството за социјална политика, демографија и млади информира дека денеска започна исплатата на правата од социјална, детска и цивилна заштита за месец декември 2025 година. Исплатата се однесува на следните права: гарантирана минимална помош, гарантиран детски додаток, додаток за социјално домување, еднократна парична помош за новороденче, образовен додаток студирање, родителски додаток за трето дете, социјална сигурност за стари лица, траен надоместок, цивилна инвалиднина, сместување во згрижувачко семејство. Исплатата на правата, посебен додаток, парична помош за попреченост и туѓа нега ќе се изврши дополнително, соопшти Министерството за социјална политика.